Ако. Добро, се слушаме, амбасадоре? Да. Добро, се надевам дека се во ред, само да кога сум еве вака сам сум во студиото, почитувани слушатели, а треба на сите страни да се направат технички... Да се стигне, сека да се стигне. Да, насекаде да се стигне. Амбасадоре, најнапред и на нашите слушатели, на македонците, македонскиот народ, честита 120 годишнината на Илинденското востание и 79 години од Асном. Нека ни се вечни двата празници, нека ни е вечна Македонија, меѓутоа ова што се случува во земјата е срамно, понижувачко и не ни служи на чест во најмал рака. Па ние баш токму и за тоа ве побаравме да направиме една анализа. Најнапред би сакал еве да пред да ги анализираме говорите, да направиме една дистинкција, односно да објасните каде беше централната прослава на Илинденското востание, на тврдината Кале или пак на Мечкин камен. Бидејќи во медиумите, следејќи ги нормално цела ноќ, јас ги следев медиумите, бидејќи разликата на времето е голема, 10 сати, дел од медиумите пренесуваат централна прослава на Кале и некаков си споменик Слобода, не знам ни како се вика тој споменик таму. И да, измислен. Јас се извинувам вака пред слушателите, пред вас, што не сум го видел тој споменик таму досега и не го знам. Никој не го видел, не само вие, никој не го видел тој споменик. Добро, тогаш значи да ми олесни малку на душата, бидејќи ќе речат каков научник е, каков историчар, каков новинар е, каков активист е човекот кога не го знае тој споменик, а се слави 120 годишнина од Илинденското востание и 79 години од Асном. Каде беше спрема вас централната прослава и каде требаше да биде? Самото ова прашање покажува се. Не се знае. Значи, немаше некој распоред, немаше некоја програма која ќе покаже, која ќе докаже, ќе потврди. Крушево бил секогаш центарот на прославата. Меѓутоа, во Крушево на времето имаше по 20.000 народ и повеќе, а сега се бројава на стотици. И тоа што се одржа ова друго одбележување на Кале, покажува исто така бегање од реалноста. Прослава на Кале со група од 30 одбрани лица, а без народ. Зашто нема народ? Затоа што ќе има народ ќе вика уа. И со право ќе вика уа. Као што се случи и во самото Крушево кога се појави владината делегација. Кога се појавија во Крушево коњаниците, кога се појави делегацијата на опозицијата, народот аплаудираше. Значи, тоа се све докази дека ова разединетост со која живееме моментално и која е подлабока веројатно било кога од историјата, само покажува дека раководството на оваа држава нити знае кај оди, нити знае зашто оди. Додека во Бугарија цело време зборуваат за бугарско востание, за бугарска и преображенско, линденско и така натака, што е измислица и поврзување со Тракија и така натака, кај нас заедничко и главно на говорниците беше што Македонија, македонски народ, македонска држава се спомнуваше само кога мораше. И не само тоа што паѓаше во очи, него тоа потврдува дека тоа бил политички договор Македонија, македонската држава и особено македонскиот народ, што никој не го спомна, разбирате, така да не смеат да бидат, како се вели, термини кои ќе се користат. Па така не третира ни пред да се разнебитиме со промена на името ни странците, колкото ќе кажеше некој Македонија, разбирате, овие нашиве не кажуваат. Така да се обраќа со почитувани со граѓани, почитувани со народници, разбирате, па тоа беше жалосно да се слуша.
Така да, сето тоа се случи вчера. Беше навистина доказ за нашата разединетост, понижувачко и срамно за Македонија. Сакам да го искоментирате реченицата на премиерот Димитар Ковачевски, каде што вели дека да ја сакаш државата, треба да ја браниш и да се бориш. Јас сакам... Да се бориш против народот, мисле, се бориш против народот. Ама тие предават и ја крадат. Не знам дали сум во право од ова што се случува. Тој сака да се спореди со партизаните и со илинденците. Интересно е всушност да кога го спомнавте говорот на Ковачевски, на премиерот, што ден пред тоа тој напиша на Фејсбук своја порака, да речам, за денот, во која ни Македонија немаше од Македонија, македонски народ, македонска држава ништо и му реагираше новинарот Бранко Геровски, кој на вулгарен начин рече ти уринирам, рече, на твојот Facebook профил, затоа што макар сека немаше да го изгубиш гласот ако спомнеше нешто на околу Македонија и македонците. Значи, ова е де факто нов доказ дека оваа власт сака да сруши се што е македонско, оди на линија на... Само за момент, може да објаснам за нашите слушатели, бидејќи ние повеќето потекнуваме од селата овде во Австралија, дали се егејските села, вардарските од целокупна Македонија, уринирање не го имаат слушнато тој збор, значи дека му се моча во текстот. Так. Да му се помочам во текстот, рече Геров. Два пати спомна што мислам не е долично за јавниот говор, за јавниот дискурс. Меѓутоа, мислам дека апсолутно заслужено му го плесна тоа, затоа што да објавиш таков проглас, одеден проглас или став, или како сакате, мислам, без Македонија, без македонци, по период кога те негираат, те игнорираат, те бришат, те разнабитуваат. Знаете да е нормална ситуација, не мораш ништо тоа да спомнеш, ама ситуацијата не е нормална. Ние сме наоѓаме под сериозна, опасна, сеопфатна бугарска агресија, политичка и ако сакате ладно воен, студено воена, и во таква ситуација ти кога треба да се бориш да ти падне устата од Македонија, македонци, разбирате, тој не го спомнува. Иначе ќе ви кажам еден пример, кога бев на работа во Тирана, имаше еден состанок на НАТО каде Македонија уште ја канеа, тоа е на почетокот на овој век. И јас секоја седев ми става поранешна Југословенска Македонија, јас го покривав тој и ставав Македонија. Состанокот го водеше Грк и дека не го трнам јас тоа Македонија, не се појави поранешна Југословенска република Македонија, не го отвараше состанокот. Мислам, немав избор да направам скандал во НАТО, разбирате. Јас го трнав тоа поранешна Југословенска република Македонија, го фрлив под маса и си седнав на страна, не отркал на тркаста маса. 6 пати се јави за збор, без врска. И веле, мојата држава Република Македонија, само да им го плеснеш во лице дека немаш играте со нас, разбирате. 6 пати. И се смеева. Колегите се смеева и ми климава со глава, разбирате што. Војуваш, разбирате. Значи си во војна и војуваш. А ова се прави сега е катастрофа. Иначе, во говорите кои добро ги анализираше и новинарката, ништо не се спомна околу главните проблеми со кои се соочува државата и основа на сите говори беше апел, повик да се направат измените на уставот, што значи нова капитулација и трајна капитулација на Македонија. Значи се од А до Ш на овие прослави, на овие одбележувања беше погрешно, спротивно интересите на македонскиот народ и неприфатливо од било кој аспект. До одговорот на премиерот Димитар Ковачевски забележав дека тој се обраќаше
до народните избраници, а не до македонскиот народ и малцинствата, односно помалите заедници, за промена односно за носење на државнички и јаки одлуки. За предавство и капитулација. Нели тоа Промената на уставот, мислам, вие го знаете таа, промената на уставот, значи капитулација и нивните изјави и објаснувања и на премиерот и на председателот особено, кои велат дека промената на уставот е техничка работа. Не е тоа техничка работа. Промена на устав во принцип и генерално не може да биде техничка работа, разбирате. А и вели ако имало 3-4 нели малцинства во сушноста, ние на еден неприфатлив начин ги правиме тие делови од народи и така натака, што е надвор од праксата, надвор од номенклатурата светска, разбирате. Вели, дали ќе дадеме 2 или 3, вика не е исто. Па не може, дека е исто, дека нема никаква промена, нема никаков проблем. Па како нема проблем, бре, неписмени политичари? Ти сакаш да внесеш во твојот устав дел од некаков народ или малцинство во суштината кој не признава дека постои, кој се борел против твојата држава. Ти си ја создал државата во борбата со бугарскиот фашизам, не си создал државата во борба со кинеските комунисти, разбирате. Значи, ти внесуваш елемент во својот устав кој треба да биде црвот, то не црв, него крокодил, кој ќе те гризи однатре, кој ќе те уништува однатре државата. Ние сега имаме непријател од надвор, еден тежок, страшен, историски непријател Бугарија, која сака да не уништи и јавно тврди дека нема македонци, нема македонски јазик, нема македонска историја и така натака, а тие ќе ги носиме во уставот и тоа е техничко прашање. Тоа покажува неписменост и дипломатска и политичка, и тоа од кого? Од главните луѓе на држава. Така да, тоа се нашите феномени кои покажуваат дека целта на странците, на главните прво во светот, или така на единствената светска суперсила, е да го затвори македонското прашање едно за секогаш и да се избришат македонците. И дека таа политика е веќе во финална фаза и овие вчера, например, во тој наш светол празник, разбирате, на тие 2 датума кои навистина се гордост на секој македонец, ние им се плукнавме, да извините на израз, и ние потврдивме дека де факто ние не постоиме, дека ние сме измислици на Тито и слично. И велам, тоа се такви жалости работи што човек навистина не може да остане мирен и ладнокрвен и му се крева утробата и не може да спие. А уште малку да ја подкрениме таа работа. Да дојдеме до што велат Охриѓани и Стружани, до повраштање. Да, пораката многу ме интересира вашето толкување. Ајде, на некој начин нас 1000 пати ни го имаат повторено граѓаните. Сега Google преведуваат и светските медиуми за прославата на 120 годишнината на Илинденското востание, 79 години од Асном. Кој го крена тоа востание? Која е читателот на весникот или слушателот на медиумот, на телевизијата или на радиото, знае ли кои се тие граѓани? Имаат ли име? Ама, ние имавме случаи кога во нашата химна која ја пеева, ги избришеа Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански и така натака. За среќа на овие 2 церемонии на Кале и во Крушево, во интонирањето на химната не ги избриша. Јас чекав сега го ги избришат и сега овие да вистина немаат исав што велат. Така да, мислам, самото тоа што ние не спомнуваме македонски народ, не спомнуваме македонци, ние де факто влегуваме во теоријата, во механизмите на Бугарија, на Софија,
која на цел глас вели тоа е Идинско-Преображенско восстание, тоа е бугарско восстание, тоа е за бугарско ослободување на Македонија како втора бугарска држава и така натака. И знаете, кога некој агресор од страна пука во вас, а вие му го вртите грбот и се криете и го виткате рметот, разберете и вратот, вие де факто им потврдувате дека се тие во право. Така да, се ова се случува е трагедија, крајна трагедија. И председателот зборува за иселување на младите, а истовремено се залагаат или така, тие работат само на да влеземе во Европската унија. Да, тој го употреби зборот интеграција или емиграција. И не само тоа, тој самиот рече дека да не бил председател ќе се иселе, ќе избегал од државата, што мислам, све кажува. Значи, знаете, единствена, да речам, јака страна нека дека биде, иако тие нема никаква јака страна, единствена поента на власта е влез во Европската унија. Јас тоа го поддржувам. Македонија треба да направи се да влезе во унијата, бидејќи тоа е цивилизацијско достигнување, има перспектива, има вредност и така натака и така натака. Значи треба да прави. Меѓутоа власта се фатила за тоа како слеп за стап и сите карти ги става на таа игра, а Македонија нема да влезе до 20 години во никој случај во унијата. И затоа тие одат на промена на уставот, разбирате, да добијат време, купуваат време за да останат на власт со некакви поенти. Те нема никаква поенти. Оваа власт, колку е 7 години, веќе ја држи кормилото на државата, ништо нема направи. Апсолутно ништо нема направи. Да, уште еднаш сакам да се вратиме назад кон Асном. Во преамбулата на уставот пишуваше дека Македонија е држава на македонскиот народ и на малцинствата. Значи, ова денес што се случува и со последното ова внесување на бугарите и пораката граѓаните, значи, ние сме брешени за секогаш? Само така, тоа е целта. Оваа власт де факто прифати, иако не јавно и не гласно, дека македонци нема, дека сме некакви зомби. Знаете, самата промена на името значи откажување од својот идентитет. Нема идентитет без име, разбирате. И кога ти веќе не си Македонија, ти кога стана некаква северна, ти веќе не си македонец, разбирате. Така да, тоа мора да се знае. А тие играат на таа карта, тие тоа го подпишаат, тие све што подпишаа во меѓувреме, што направија, од договорот за непријателство со Бугарија, од нивици, до тиранската платформа која целосно ја реализира, разбирате, тие уништија државата, тие федерализираа државата, го избриша македонскиот народ и велам, не спомнуваат македонци. А што сме ние, зомби? Разбирате? Така да, и велам, во сите овие говори кои беа, сите тие поенти кои беа спомнувани, кога, како вика, спикерот вели дека ние или ќе го смениме уставот, или ќе останеме на слеп колосек, изолирани, кој не води никаде. Па нели се фали дека сме во НАТО? Како може да биде земја која е членка на НАТО да биде на слеп колосек? Велам, тоа е толку контрадикторно, тоа е толку безсмислено. За тајлјат, така? Да. Ама тоа поентата на сите е истата, разбирате, само тој беше најексплицитен кога вели дека ќе останеме на слеп колосек, кој не води никаде. Ако вие влегавте во НАТО и се фатите дека тоа ви е најглавно достигнување, како може да бидеш на слеп колосек? Мислам, тоа е све, знаете, кој ќе почнеш да пропаѓаш во калта, све подлабоко и подлабоко, сите смислата на се друго се губи. Тоа е тачно случај со кој сега се соочувам. Кажете ме... И меѓу другото стигна и честитка од бугарскиот председател. Понижувачка, навредлива. Тако треба се врати. Меѓутоа, како ќе ја вратиш, кога он вели заедничката, ќе го прочитам како точно што вели он. Вели 120 години од Илинденското преображенско и восстание, што нема врска со преображенското восстание,
голем и значаен настан од заедничкото историско и културно минато на Бугарија и Република со новата додавка Македонија. Не може да биде Бугарија и кај нас да биде Република таква и лева десна. Видите? Прво, не одговара на системот. И велам, сето ова покажува, меѓутоа понижувачко, али ние прифативме и потпишавме дека историјата ни е заедничка и не може да му замениш по крај, нали? Така да самите се ставаме на вистина ден слеп колосек и се уништуваме. Од вашиот говор, мојот заклучок е следниот, односно од пораката председател честитката што има Румен Радев, тој не спомнува македонски народ, туку спомнува две држави, што значи има пораката негова е еден народ. Цело време е така. Сшти народ. Цело време е така. Не, он вели нашите на двете држави и нивните граѓани. Нема два народа. Да. Иако на крај после тоа спомнува и двата народа, ама он мисли двата народа де факто едниот народ во двете држави. Така да бугарската политика е јасна, бугарската политика нема никош се смени и клучно е дека ако Македонија не преземе радикални чекови, ако не го откаже договорот за непријателство и двата срамни понижувачки протоколи, Македонија со оваа преговарачка рамка никогаш нема да влезе во Европската унија. Софија тоа никогаш нема да го дозволи. А зборува премиерот, вчера зборува дека јазикот ни е потврден, дека Европа вика ни го призна јазикот. Човече, ти знаеш ли што зборуваш? Како може Европа нас да ни го признава или не признава јазик? Дека беше Европа и се фали со тоа што тој договор веќе сега историски со Фронтекс бил потпишан на македонски јазик и дека сме го преведувале законодавството на Европската унија на македонски јазик и дека тоа го потврдува нашиот јазик. Па која е таа Европа да го потврди нашиот јазик? Нашиот јазик е светол и Европа може само да ни се поклони и да го учи нашиот јазик. А не тоа што со Фронтекс 4 години го потпишува договорот, Европа, не Бугарија, не го прифаќаше нашиот јазик. А како што велат ќе го преведете законодавството на македонски јазик? А на кој јазик ќе преведете? На турски или на кинески? Граѓански. Значи, на граѓански јазик. Да. Не на мајчин. Не, извини, тоа се вика, ќе го преведеме на мајчин јазик. А кој е тој, тоа е друго прашање. И сега, мислам, сето тоа е повторно измама, тежок трик, разбирате. Затоа што на крајот од денот, а и ние потпишавме дека со Софија дека јазикот ни е според уставот, Софија никогаш нема да дозволи во Европската унија да стои македонски јазик. Никогаш. И тоа значи дека нема да пуша да влеземе во унијата. Бугарскиот парламент на крајот од денот кога Македонија ќе заврши преговорите, ќе го потпише договорот, па треба да се ратификува тој договор за евентуално членство, а нема да биде тоа за 20-30 години, тогаш бугарскиот парламент тоа нема да го изгласа и ќе го блокира и заврши на приказни. Апсолутно. Ќе се вратиме на тоа. Сакам уште за Илинденското востание да се задржиме и за Асном. Во ниту еден говор не беше спомната буквата М или Македонија, македонски народ, македонци, македонска историја, македонско нешто, апсолутно. И како тоа да беше малку, не беше спомнат ниту еден илинденец, не беше спомнат ниту Гоце Делчев, не беше спомнат ниту еден од партизаните, ниту Ченто Гоце Делчев беше спомнат. Се една исправка, Ицо. Да. Гоце Делчев беше спомнат, али Гоце Делчев, Кој Гоце Делчев никогаш дека тој македонец. Кој го спомна? Дека тој македонец. Да знаеме, амбасадоре, кажете кој го спомна во говорот, бидејќи не слушнав, јас испуштив. Го спомнуваше, Мислам Пендаровски го спомнуваше, може би и Ковачевски. Мислам Пендаровски го спомнуваше. Ковачевски не го спомна. Мислам дека на почетокот спомна дека Гоце Делчев беше спомнат, али никаде не беше кажано дека е македонец. А суштината е дека е македонец. Иначе Гоце Делчев не го негираат ни бугарите. Они викаат Гоце Делчев е револуционер бугарски. Разбирате, кој се борел за Македонија, тој Пендаровски пред некоја година го рече.
Гоце Делчев е бугарин кој се борил за Македонија. Па тоа таква глупост да кажеш и да остане жив и тоа компензатор на државата, па тоа покажува дека една све може да помине. Се спомнува, говорите, како што мора со Асном и со Денското востание и Башњаров го спомнава некаде и некои и го спомна и Гоце Делчев и така натака. Меѓутоа велам, се во систем на нешто кај што нема врска со Македонија, македонскиот народ, македонската историја. И тоа се спомна, велам, се срамно некаде колку да се рече, да не му заменат, зашто реков, овој што го напише, како се вика, Геровски. Геровски, Бранко. Мислам, Бранко Геровски, тоа е навистина еден тежок удар. Ти на представто да му напишеш таква порака, покажува дека тој човек не заслужува никакво внимание, разбирате. Тоа е не само навредливо и понижувачко, него тоа покажува дека нема никаков респект према таа личност и дека таа личност работи директно и отворено против интересите на македонскиот народ. Гледајте, некои од снимките кои ги видов, амбасадоре, овие кои чествува на калето, камерите имаа фатено така некако одоздола, одеја како низ стрнката во оптичари во селото мое, или сува трева која е во август и така натаму. Воопшто немаше некоја зеленило, некоја декорација, немаше никакво обележје дека се чествува нешто, дека се оддава почит на нешто, на некои загинати борци, на некоја мината историја кои заслужуваат поклон. На кого тие се поклонуваа на кале? Тие не се ни поклонија, тие поговорите што ја држа, па не мислам. За жал така е, мислам, од целина кој ќе анализира сето тоа беше жалосно и срамно и трагично на некој начин. Затоа што тој е празник на душата, тој е празник на умот, тој е празник на сите сетила, затоа што тоа е нашите корени се тоа. Мојот дедо 17 години поминал во затвор за оваа Македонија. И јас бев 8 години кога тој почина и јас памтам ко вчера велеше: деца, брат ми и мене, не заборавајте, велеше таткови, и јас бираше во себе, че татко ми мој, дедо ми мој, за кој кажуваше многу интересни прикази, сите сме ние македонци, и вие сте македонци. Веќе во Македонија, која беше држава во рамките на Југославија, вика, не го заборавајте тоа, од искуството што го имаш. А дедо му негов е роден околу 1820 година, пред 200 години. А овие мајмуни наши, да простите на израз, тврдат, синоќ ќе го гледав еден друг новинар, срамота, да ти е срам да го слушаш, Чомовски, кој вели, па ние сме од 41 година, тогаш постои, да го гледаш и го гасиш телевизорот, а такви има кај нас предавници и ѓубриња едно чудо, разбирате. Така да, тоа е, се создава една атмосфера, тоа се све платеници. Грците сами објавија дека во борбата за наше прекастување и уништување потрошиле 150 милиони долари во Македонија. Значи, некои се опариле. Разбирате? На што? На сметка на душата на македонскиот народ. А тоа се случува и денес. Разбирате? Некои се платени, некои се донесени на власт за тоа да го извршат, разбирате, и во меѓувреме се овозможува да крадат, зашто во Македонија корупцијата и криминалот цветаат на еден начин неверојатен. Така да, велам, сето ова само што се случуваше вчера, само потврдува, само дава докази дека тоа што периодов низ кој врвиме, низ трагедијата која доживуваме не е воопшто случајна, дека таа е оркестрирана и менаџирана од странство, али дека главни извршители и носители на тој проект се нашите политичари, главни политичари. И тоа е најголемата трагика. Амбасадоре, не знам дали ќе се сложите со моето прашање, меѓутоа јас очекувам да елаборирате вие повеќе. Македонците во Пиринска Македонија го имаја знамето, ова сонцето кое е позади мене, го прославија на многу достоинствен начин Илинденското востание
Истото тоа се направи и во Албанија. Македонците пак во Егејска Македонија скоро цел месец прославуваат со панаѓури, со песни и така натаму. Ние овде во Австралија го одбележавме, го прославивме на многу висок начин, најубав начин, каде што може и во црквите, и со декорации, со знамења, и со пригодни говори, со признанија, со поклон, почит кон паднатите. Вашето видување, како може македонците во поробените делови да се похрабри од македонците кои се во собствената татковина слободна? Не се работи за храброст. Се работи кај тие луѓе таму, иако атмосферата е помалце променета и во Егејскиот наш дел, и во Пиринскиот наш дел, сепак тие репресии, сепак тие прогони се во голем дел намалени, редуцирани, бидејќи сепак Европа е отворена на некој начин, сето тоа се следи и веќе немаат можности тоа да го прават. Овие панаѓури се прават во Грција се исклучително важни. Меѓутоа, кај нас е друго прашањето. Кај нас во основата се работи за национално предавство. Ти да потпишеш договор во Нивица, кој е катастрофален. Со тој договор, де факто, Македонија е меѓународно понижена. Македонија имаше односи со 140 држави кои го признава нашето уставно и историско име. Со тој договор македонската игнорирани се корените на македонската држава. Не само македонската држава, игнорирани се низините корени. Со Нивици се разобличени, уништени македонските институции. Ние ги прекрстивме и МИА, агенцијата која ви е нас најблиска, не е македонска, е медиумска, Македонскиот народен театар. Све што е македонско ние избришавме. И со Нивици е де факто извршен современ идентитетски геноцид врз македонскиот народ. Разбирате? Ами кој му го пишуваше говорот на премиерот Таче, кој вели дека ние се одиме по патот на илинденците и на асномците. Тие не подпишаа предавство со носење од затвор пратеници да го подпишат тој договор со Грција. Не да го подпишат, да го уништат македонството. Да го уништат. Кој му го пишуваше да толку да не знае и да не разбира дека нема таква споредба во историјата на македонскиот народ? Јас сум убеден дека на сите нив сето тоа што го прават им е јасно. Тие се донесени со една единствена цел и веројатно се уценувани ради разни други нивни корупции, криминали и така натаму од странскиот фактор, чие сценарио на еден рафиниран начин, филигрански начин се спроведува по распадот на Југославија. Де факто тоа почна неколку години пред 90-та година, кога, например, во 1988 година во август во Грција беше извршена нова административна поделба и за прв пат се појавија средна Централна Македонија, региони со име Македонија. Претходно името Македонија беше забрането. Забрането донесоа Централна Македонија, Источна Македонија и Тракија и Западна Македонија. Министерот нели беше за Северна Македонија, како се викаше? Имаше претходно северни територии, северни територии се викаше тоа. И ги го направија тоа со единствена цел за да може да кажа дека името Македонија е нивно. Разбирате? И тогаш почнува таа политика која се спроведува филигрански до денеска и сега тој процес на бришење на македонизмот, на отварање македонското прашање е во финална фаза. Јас имаме уште 3-4-5 минути, мислам нема да биде фер ако не ја спомниме опозицијата. ВМРО ДПМНЕ, особено кога беа на Мечкин камен, Тајат Џафери беше пречекан со свирежи и со укање уа, а додека Мицковски беше пречекан со аплаузи. Точно. Опозицијата во целата оваа ситуација се однесува најкоректно, најпрогресивно, најмакедонски
Мислам, се што кажуваат и што се залагаат е апсолутно прифатливо за огромно мнозинство на македонците, тоа мора да се знае. Меѓутоа, велам, и нив не им е лесно, бидејќи светот и тие што реков се менаџери на сите овие наши голготи и трагедии им дишат во вратот, ги уценуваат, веројатно им се закануваат, па ние имаме тука дојдоа 2 тројки. Тоа е како системот на ВМРО на времето со тројки, разбирате. Доаѓаат по 3 министри кои без скрупули, разбирате, сакаат да не водат во неповрат, а јас ги нарекувам дронови, бидејќи тие се како лансирани од некаде без да знаат за што се работи. Тие никој од нив, и првата тројка што дојде и втората тројка што дојде, тие немаат поим за која е суштината на проблемот. Зашто македонскиот народ во огромно мнозинство е против промена на уставот и внесување на бугарите, ама велам, некој тоа треба да им го објасни. Опозиција тоа им го објаснува, меѓутоа власта тоа го поддржува, а нивна цел е, сите нив, бидејќи доаѓаат како дронови од Брисел, да проблемот со Бугарија го надминеме ние на наша штета, како што прифатија со договорот и со протоколите особено, разбирате, и тие да го решат својот проблем. А нив не ги интересира дали македонците ќе бидат избришани, дали ќе ги бидат фрлени на ѓубришето од историјата, апсолутно нив тоа не ги интересира. Они ги гледат своите интереси, на нив работат и затоа се платени. И според тоа, ако ние самите направиме сериозен пресвод, радикален пресвод во досегашните политики, ако не ги отфрлиме и откажеме договорот за непријателство и двата протокола, Македонија нема перспектива, нема никогаш да влезе во Европската унија и дури во таква ситуација може да навлезе во период на изолација, релативна изолација, мислам, затоа што ќе се најдеме во небран. Али ако продолжиме на ваков начин, нема никогаш да влеземе во унијата. Бугарија ќе не тероризира цело време, таа нивна агресија и таа нивна студена војна која водат еден бескрупулозен начин ќе продолжи, ќе се подлабочи и Македонија ќе остане без перспективи никакви, благодарејќи пред се нашите политичари кои изголтаат се, прифаќаат све и го виткаат вратот и голтаат кнедли и го виткаат вратот на сите будалаштини што доаѓаат од Софија. Добро, тука можеме да го завршиме нашето интервју со една, мислам, со еден предлог, уште еден до вас, ако имате уште збор два да додадете, имаме уште една минута време и ќе се одјавиме од нашата радиопрограма. Ево да го спомнеме примерот со Србија. Бугарија оди сега на промена на уставот од сопствени причини и Србија бара србите да влезат во уставот. Бугарија тоа го одбива и Дачич, нивниот министер за внатрешни работи, рече: проблемот е апсолутно решен. Нема Срби во Бугарија, нема Срби во Бугарија, нема бугари во Србија. Зашто Македонија така да не постои? Разбирате? Тоа е суштината. И мислам уште една порака многу важна за вас сите таму во Австралија, нашите луѓе, се приближуваат избори. Дали ќе бидат на есен, многу тешко, веројатно следната година во редовните термини. И апелот мој е помошта да оди само за главната опозиција. Со помошта на разни мали партии, не има да ги спомнувам, само го разбиваме јадрото македонско кое треба да не обедини и си ја рушиме кулата, гранката, си сечеме гранката на која седи. Само главната опозиција со сите нејзини мани и недостатоци може да донесе до промени. Никој друг, а ако тоа тело го расцепкаме, нема никаде да стигне. Амбасадоре, ви благодарам многу за вашата анализа, до слушање, почитувани слушатели на Македонската радиопрограма. Ми беше задоволство, поздрав за сите.